Колку ни се безбедни објектите, угостителските и јавните? Гора Марковски, деканот на Граѓан факултет, е гостин во Македонија наутро. Велиме добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Професоре, сакаме експертите да ги гледаме на екран, сакаме во овие тешки денови да зборуваат, сакаме да го слушнеме нивното мислење. Неколку таксативни, односно прашања со таксативни одговори. Дали угостителските објекти во Македонија и јавните објекти се безбедни во однос на протоколите при вонредни ситуации? Ако официјалната проценка е дека околу 80% од објектите не ги задоволуваат, прегледаните објекти не ги задоволуваат бараните критериуми, одговорот е не. Кој треба да го контролира? Кој треба да го контролира тоа и кога? Повеќе инспекции, да не кажам скоро сите оние за кои што знаеме дека постојат, и треба да се континуирано да се врши проверка во одреден временски период, некогаш и без најава и надвор од тоа, за да бидеме сигурни дека не се изигруваат законите. Какви треба да бидат санкциите за оние кои што ги прекршиле овие законски одредби и кои што влијаат на безбедноста на луѓето? Очигледно строги, за да ни дојде памет. Ајде малку сега подетално да анализираме кои се законите и прописите во градежништвото за заштита од пожари. Прво, заштитата од пожар е спомената во Законот за градење. Значи, тоа е оној основен закон од кој што произлегуваат други закони или подзаконски акти. Основните услови кои што треба да ги задоволи градбата, да ги исполни новата градба или она што е постоечка или се реконструира или се зајакнува, се да биде механички отпорна и стабилна, тоа значи да биде носива, да може да го прими товарот за кој што е наменета, да биде отпорна на земјотрес, да биде отпорна на пожар и да ги задоволува санитарно-хигиенските услови. Значи, пожарот е таксативно наведен како еден од условите кои што градбите мораат да го поседуваат. Подолу во законот пишува, и ова е меѓу првите членови во законот наведено, подолу во законот пишува дека за да биде отпорна на пожар, треба да биде изградена од материјали кои што се отпорни на пожар, кои што се незапаливи или бавно горат или не испуштаат токсични материи при нивното евентуално запалување. За да биде тој дел попрецизно уреден е донесен закон за заштита од пожари, експлозии и други опасни материи, каде што многу прецизно е наведено што се треба, кои се критериуми треба да ги исполни градбата, за да кажеме дека е таа со висок степен на сигурност безбедна по оние кои ја користат. И ако ова се убаво е напишано, така, и стои во основниот закон, како што кажавте, зошто, не можам да разберам, еве објаснете ни, зошто се заобиколуваат законите, правилата, прописите, оно што е наведено? Зошто? Во еден дел, дали е тоа премногу, дали се премногу документи кои што треба да се соберат, дали чини многу документи, што е работата? Тоа е на комбинација од незнаење, од еден јавашлук кон работите на сите нивоа, од подлегнување на она мисла дека нам тоа нема да ни се случи, и сето тоа зачинето со зборот на месецот корупција. Од тоа не можеме да избегаме. Гледам дека сите сме согласни дека корупцијата е таа која што ни го подјаде системот и сега ни се враќа како бумеранг сето тоа. Очигледно дека некој ова и при какви да се контроли, редовни, вонредни, замижал и го исконтролирал дека се е во ред. Инспекторите на терен, според вашето искуство, на што најмногу замижуваат? Тоа може со голо око и вие, според вашето искуство, да го забележите? Да, уште да додадам во претходното, чувството, односно губењето на чувство на свест и совест. Свест што моето неделување или погрешно делување може да донесе. Добре. Тоа полека исчезна, го снема. За жал. За жал. И совеста дека со моите исто така погрешни мерки може да предизвикаме нешто што
може на другите да им наштети, а и себе си. Што може да се забележи? Може да се забележат скоро сите овие работи Што за кои најчесто зборува. замижуваат? Што забележувате вие? Па не знам што замижуваат. Прво не знам дали се вршат тие редовни контроли. Не може да замижите пред тоа да кога ќе го видите градилиштето и во него ќе видите дека никој од нив нема заштитна опрема. Никој од тие што се на градилиште не носи заштитна опрема која е пропишана со закон. Пред тоа не може да замижите. А тоа може секојдневно сите да го забележим. Имено. Значи не треба човек да е инспектор или некој Да. стручњак за да забележи дека никој не носи опрема. Може да забележите дека градилиштето не е прописно затворено. Има градилишта кои што се достапни секому. Може да влезат деца, да играат и да влезат натре и да паднат натре. Во отвори или во било што. Може да забележите дека ни еден рап од објектот, дали од надвор, дали однатре кај скалилата или лифтовите, отворот за лифтови не е заграден. И тоа е се ризик. И од време на време ќе чуеме паднал работник од Скеле, паднал работник од Ваму, загинал работник од това. Тоа се тие ризици, тоа се тие непреземања мерки. Она што инспектори, ако воопшто размислувале за тоа и замижале пред во оваа дискотека, така наречена дискотека, нели, е практично да замижиш на се. Таму треба со затворени очи да влезеш и со затворени очи да излезеш и да потпишеш дека се е како што треба. Или воопшто да не се појавиш. Имено, тоа е Или да. една метафора, значи таму не можете да не забележите дека нема апарати доволно за гасење пожар. Не можете да забележите дека нема барем уште една врата за евакуација. Значи тоа не може да не се забележи. Ке зборуваме за тоа како функционираат градежните инспектори, полинковското вклучување на Симона Илиеска, меѓутоа претходно едно прашање кое што допира до душата. Зборуваме за угостителски објекти, каде што има масовни собири на луѓе, каде што е многу тесно, во голем број случаи. Дискотеки, кафулиња, па и кафеани, меани, кога ќе се расположат луѓето, преполни се. Зборуваме за градинки, зборуваме за школи, зборуваме за административни згради. Прва што ми доаѓа на памет е зградата на поранешен Сок банки, нели? Или сегашното седиште на Управата за јавни приходи, Централната банка, Народната банка и Централниот регистар. Зборуваме за згради во кои што има многу луѓе. Дали овие згради се безбедни? Па сега не можам да говорам за сите. Детално се надевам дека некој од нив ги има запазено сите стандарди кои што се пропишани од минатото. Меѓутоа, јас тука ако дозволите да направам некаква хиерархија во одговорноста и чувството за потребата за поголема безбедност за себе прво е. Еве и да сме себични, да размислуваме прво за себе па потоа за другите. Јас на прво место би ги ставил корисниците. Не треба да чекаме ние во нашиот дом, во нашата канцеларија, во нашата зграда, некој друг од надвор да ни наложи, да ни каже, вие немате хидранти, вие немате резервни скалила, вие немате... Значи, прво тоа треба да произлезе од нас. Ние треба да вршиме притисок. Собствениците, корисниците на просторот треба да вршат притисок, зборам за административни објекти, јавни објекти, па и стамбени објекти, да се направи и да се одржува тоа како што треба, бидејќи ние сме тие кои што сме најзагрозени. Тука инспекцијата би ја ставил на второ место. Инспекцијата е повеќе во овие јавни објекти, како што ги споменавте, кафулиња, дискотеки и така натаму. И не само кај нив, тука се и театрите, тука се и кината, Па тука еден се веќе го затворија. спортски Во сали Прилеп. и така натаму. Спортски сали да не зборуваме, Да не колку зборуваме. време назад нема во минатото. Така што да, знаеме колку време се користеа некои поодамна изградени кои што очигледно ги нема оние услови барем за евакуација. И таму е инспекцијата она што е главна, бидејќи очигледно е дека кај нас многу поголем мотив е алчноста по поголема заработувачка, отколку свеста дека со своето неделување или погрешно делување можеме да предизвикаме штета на другите, а особено е, како што гледаме за жал, на млади животи. Значи, има објекти кои што не можат дури ни да се преуредат и да ги задоволат критериумите. Едноставно не постојат услови за
повеќе И излези. што во тие ситуации? Тоа треба да се затвори веднаш. И нема користење. Значи нема, јас сакам да отворам дискотека, ќе си најдам простор кој што е соодветен и таму ќе отворам. Не може, едноставно има простори каде што нема паркирање, нема пристап. Едно од барањата во Законот за заштита од пожари е да ваквите објекти имаат пристап за противпожарна служба од две спротивни страни. Тоа значи две Видовме улици што се случи, да. на спротивната Колку страна. има? Колку има такви? Ако нема, не може, едноставно ставате минус. Тука не може тука да се направи, да се користи таков објект и готово. Тука ќе го поставиме прашањето како констатација, односно две прашања, колку чини еден човечки живот и каде ќе им оди душата на тие што подпишале. Симона Илиевска ќе ја побарам. Да, Симона Илиевска разговара со Симона Бачваровска. Да, готово се поправивме. Разговара со Мартин Ангеловски, тој е угостител, од него имаме повеќе информации за тоа што се угостителите треба да исполнат како правила доколку сакаат да поседуваат угостителски објект. Да, Јована, се вклучуваме токму на таа тема како дополнување на она што веќе го разговаравте во студио, со оглед на тоа што веќе инспекцијските служби се на терен речиси цела недела па и повеќе, изречени се и казни во однос на одредени угостителски објекти. Дознаваме што треба да има како протокол и закон за безбедност кај угостителските објекти. Сето тоа го разговараме со Мартин Ангеловски, па ева на почеток да започнеме со тоа. Што е она што треба да се исполнува како протокол и закон за безбедност кај угостителските објекти? Па вака, значи како што најавија и општините и државниот пазарен инспекторат, контролите се во тек. Она што треба еден угостителски објект да го поседува, тоа се оние нормални работи кои што се потребни за функционирање и законски обврски, како поседување на најразлични елаборати, почнувајќи од елаборат за животна средина, минимум технички услови, елаборат за односно поседување на противпожарна заштита, понатаму има еден дел кој што се вика евакуационен план во случај на елементарни непогоди, значи се тоа најразлични видови на елаборати кои што се потребни за прво безбедност на објектот, а потоа нормално и за соодветно работење во рамки на пропишаните закони. Она што е суштината на целата ситуација е не само да се поседуваат тие како документи, туку и фактички на терен да се поседува она што го кажуваат документите. Да, со оглед на тоа што ситуацијата на терен е малку поразлична, односно до сега се изречени и казни и за кафулиња и за ресторани, нешто кое што пред вклучувањето го разговаравме дека и всушност нема некои посебни протоколи за кафулињата и за рестораните, меѓутоа сепак се изречени казни. Така што еве колку сме безбедни сите ние кои што редовно и речиси секојдневно посетуваме угостителски објекти, без разлика дали се тоа кафеани, ресторани, а потоа нели ќе спомнеме и во делот за дискотеките и ноќните клубови кои што имаат по-опсежно објаснето како треба да функционираат и како се стекнуваат лиценците. Така, па она што го објаснуваме, што го потенцираме, дека не треба посебно нешто во смисол сега, нели посебно нешто да се прави. Она што треба е да се до сега да се имале нели соодветни документи и соодветно на законот она што треба да се поседува. Секој објект што го поседува она што е пропишано со закон, значи автоматски следствено на тоа е и безбеден за употреба. Така да поголемиот дел на угостителски објекти, барем од она што го имаме ние како информација, нормално дека се безбедни барем во тој дел. Она што е другата слика, значи каде што има пропусти и така натаму, има одредени рокови каде што ќе треба да се отстранат тие пропусти и она што треба јавноста, треба сите да го знаат е дека значи треба да видиме како ќе се решава оној проблем со угостителски објекти кои што немаат услови за да ги исполнат тие законски стандарди. Сега тука ќе видиме, има некој нели одреден рок како што најавија од владата дека ќе има за отстранување на тие работи, меѓутоа што ќе правиме со оние објекти кои што реално не можат да се прилагодат на законските условија до сега веќе функционирале. Да.
Тоа што се случи во Кучани беше показател дека не само таа дискотека, како што споменавте сега и вие, работи без сите потребни исполнети услови. Ете каква е вашата информација во однос на терен, дали има и други такви дискотеки, како што одреден рок кој што ќе биде даден од страна на надлежните нема да биде доволен да се средат сите работи, затоа што воопшто нема ни услови за да постои дискотека, ноќен клуб или кабаре. Вака, дискотеките, ноќните клубови и дискотеките на отворени каварињата, тоа е малце поразлична категорија, со самото тоа што се добива лиценца за работа на таков објект, нели законодавецот го ограничил како посебен тип на угостителски објекти. Така да во тој дел има субстандардни објекти, сите сме свесни. Меѓутоа, пак ќе кажам, има некој кој што одобрил, дал лиценца или не дал за соодветен објект. Тука треба малце подлабоко да се сменат некои работи, затоа што видовме дека коруптивноста излегува на површина при секој случај секаде каде што ќе се прочепка во тој дел. Значи, самото издавање на лиценци треба да претрпи процес на промени и нормално тој административен дел за добивање на тие работи и контроли на терен како изгледа фактичката состојба треба да биде многу по координиран и многу по-реален. Благодарам за разговорот. Благодарам. Тоа беше разговорот со Мартин Ангеловски во однос на безбедноста на граѓаните во сите угостителски објекти, почнувајќи од кафулињата и рестораните кои што секојдневно се преполни со граѓани, а исто така и во однос на дискотеките, кабарињата и ноќните клубови за кои што треба да се добија соодветна лиценца, но од она што го знаеме дека инспекцијските служби остануваат на терен и дека се проверуваат сите јавни објекти, односно сите места каде што има можност да биде загрозена безбедноста на граѓаните. Симона, благодариме за ова јавување. Последната твоја констатација ќе искористиме како прашање. Професоре, да, сега контролираме. И што откако ќе исконтролираме? Да ги затвориме сите објекти? Оние што не задоволат услови, да се задоволат, да се затворат, апсолутно, се додека не го задоволат бараниот критериум. Нема друго решение, значи не смееме да си играме. Ке се затвори, оно што може да му се даде време да си коригира тоа што треба да коригира и оние што ги исполнуваат условите нека си работат и нека си обезбедуваат екзистенција, но не на сметка на животите на другите. Како функционираат гаражните инспектори? Прво ги има малку. И тука тоа е еден аргумент кој оди на страна на инспекцијата. Еве зошто ги има малку, објаснете? Па не знам дали има ограничувања во нивниот прием, дали нема интерес за таа, не баш така лесна струка, ако сака човек да го работи тој дел како што треба, тоа е доста сензитивна струка и изложена на разни притисоци, арогантни луѓе, знаете како кога некому ќе забраните, ќе му го затворите градилиштето, тоа се работи кои што се врзани со големи финанси и така натаму и така натаму. Во минатото полицајците тоа го решава за уши. За тие арогантни. Имаше и такво време. Да, сега Имаше време кога имаше ред. Па претпоставам дека беше така, да, дека беше повеќе ред, имаше, не може со толку мал број на инспектори не може да се покрие. За Скопје зборувам, за другите градови може би уште покритична состојбата. Зошто е тоа така? Може би послабиот интерес за изучување на овие струки, бидејќи градежен инспектор може да биде архитект или градежен инженер. Второ, може би примањата на тие луѓе треба да бидат поатрактивни, платите, за да се привлечат да го работат таа работа и да сме посигурни дека овие контроли ќе бидат почести, поредовни и нема да се случуваат вака само кампањски, откако нешто страшно ќе ни се случи, тогаш да делуваме како што треба да делуваме, туку тоа да е еден континуиран процес, практично никого да не оставиме да се успие, туку да стално бидеме како еден будилник кој постојано ќе звони. Добро, а кога излегуваат градежните инспектори на терен, по пријава ли само? Или тоа е задолжително и во законот по пријава секако, А треба да чекаме пријава? Ама треба да се и задолжително. Значи, кога некој ќе отвори градилиште, кога ќе се пријави дека отвора градилиште, сепак тоа се одредени територии на општини кои што не знам, сепак и
колку нови објекти има или колку се градат објектите. Значи, треба да си биде редовна, тоа е една задача која што треба да се спроведува во текот на целиот месец, дали и без пријава да се следат работите и некои работи може да се превенираат, како што спомнав на почетокот, да се градилиштето да биде онакво како што треба да биде, како што е пропишано, луѓето да носат сега труд. Друга инспекција е задолжена за безбедност при работа и може би тука исто треба да направиме одредени промени. Не соработуваат ли инспекциите, ако едниот увиди дека нема заштитна мрежа на скелето, не може ли да сугерира? Тоа е, знаете како е, тука мораме колективна одговорност. Мораме законски измени да направиме. Имаме многу инспекции, а сите од нив се под различна надлежност. Некој на општина, некој на град, некој на држава и сега доаѓа до тоа, не сум јас надлежен за тоа. Како изгледа ова, како не знаеме кај тераме? Па така изгледа сега. Значи, не сум ја за ова, види си ти, а во меѓувреме проблемот стои. Ако искуството покажало дека е тоа недостаток на системот, веднаш треба да се променат законите, да се сменат законските решенија и да направиме решение кој ќе биде посоодветно. Според мене, во овој момент, имајќи го предвид и се поголемиот проблем со стручни лица, што го имаме, недостатокот на стручни лица, може би треба на ниво на општина или во Скопје и на ниво на Скопје да има едно инспекциско тело во кое што ќе бидат сите инспектори од различен тип. И тогаш не може да има тоа вадење, не сум јас надлежен, јас го проверив ова, тоа беше вред, ова другото не е моја работа и така натаму. Па добро, сега треба најмногу експертската фела да се слушне, се надевам дека да. Затоа и ние ве прашуваме, се надевам дека ќе се слушне вашиот глас. Да, знаете како, сите треба да споделуваме. Сите ние имаме по некој искуство, по некој знаење и така натаму, треба да има дебати, треба да има разговори, треба да има форуми кај што се дискутира за овие работи за да дојдеме до подобри решенија. Никој не знае се. Така што размената на знаења е исклучително битна во овие дејности и треба што почесто да практикуваме да се занимаваме со такви теми. И убаво кажавте, треба да има прво лична одговорност, која што ќе се преточи понатаму во колективна одговорност и сите заедно да придонесеме за побезбеден живот. Какви треба да бидат санкциите? Прашавме таксативно на почетокот, меѓутоа еве сега да елаборираме. Какви треба да бидат санкциите и кој се треба да биде предмет на таа санкција доколку се увидат пропусти? Па оној што го направи пропустот, тоа е јасно пропишано. Дали само собственикот или и фирмата што гради и тој што реновира и така натаму и така натаму? Секој значи точно се знае кој е одговорен за што. Тука нема дилема. Сега, кога доаѓаме до одговорноста, каква може да биде одговорноста? Може да биде нели прекршочна, може да биде кривична. Меѓутоа гледаме што се случува. Ќе се затвори, по неколку дена ќе се отвори. Според мене, една од мерките кои што конечно треба да ја прифатиме во градежништвото е одговорноста. Ама одговорноста, како што зборевме, да, доаѓа од натре, меѓутоа не може системот да се ослони на одговорноста на луѓето што учествуваат, личната одговорност. Тоа е многу важно прашање, но мораме да најдеме ние правно како одговорноста ќе ја зајакнеме. Во развиените земји не можете да влезете во секторот градежништво ако не сте осигурани во осигурителна компанија за штети на трети лица. Тоа што значи тоа? Ако изведувачот на работите направи штета, лошо изгради нешто, инвеститорот може од осигурителната компанија, од полисата на градителот, да си повлече средства за направената штета и со тоа практично да си ја надомести штетата или делумно да си ја надомести штетата, а изведувачот понатаму многу тешко ќе добие друго осигурување затоа што ниедна осигурителна компанија нема да сака да го осигура бидејќи е штетен по нив. На тој начин ќе се изфилтрира пазарот во градежништвото и ќе опстанат само оние компании кои што се способни да градат. Кај нас што се случува? Сметката е блокирана, вие еве и да барате финансиска одговорност, нема од каде да ви даде пари. Средства или било што. Нема имот, нема средства и што сте добили вие? Што ви значи вам ако овој другиот отиде во затвор некој отиде? Тоа е сатисфакција, да, може би поука за другите, но вам лично не ви значи тоа многу.
И нема во развиениот свет, не може да бидете проектант ако не сте осигуран. Колкаво ќе биде вашето осигурување? Од тоа ќе зависи што може да работите. Ако земете ниско осигурување, тогаш ќе работите објекти со мала вредност. И така натаму. Или Сега- може би и нема да работи. Или може би нема. Ајде сега вистинското прашање. Дали кај нас се применуваат проверените и докажани европски правила во проектирање? Кратко и јасно. Ова не. Не. Зошто? Ова не знам зошто. Затоа што сме вака можеби полагодни во работата. Како да ви кажам, вака е растеглива категорија. Кој сгрешил, зошто сгрешил, дали направил некоја штета е порастегливо и никој не е крив на крај. Но тоа не е добро. Тоа не е добро, затоа што тоа ќе предизвика и други поволности и подобрувања. Ако знам јас дека некој поради мојот недоречен проект или неквалитетен проект, некој ќе ми повлече осигурување, ќе отворам 14, што велат луѓето, пред да го предадам проектот. Тоа значи дека времето што ќе го посветам на проектот ќе биде поголемо отколку она што е без таква контрола. Повеќе време за еден проект значи повисока цена. Така инженерите ќе стигнат до повисока цена. Затоа што не може ви ако работите 100 часа да го наплатите тоа како да работите за 10 часа. А ние тргнавме по обратната логика. Не, цената е ниска, ама јас ќе дадам проект што е соодветен на таа ниска цена. И така дојдовме и до лоши проекти, до изведби, Стандардизација. до надзори. Стандардизација е потребна. Кај нас постои отпор за прифаќање на еврокодовите, тоа се европски норми за проектирање на конструкции, кои што во земјите членки на Европската Унија важат од 2010 година. Кај нас се уште постои отпор и се уште немаме целосно нивно прифаќање и тоа отпорот доаѓа од инженерската средина, што е многу интересно. Тоа е страф од учење. Тоа се да кажам малку контрадикторно, зошто отпорот да е од таа страна? Страф од учење. Немање желба да се учи ново. Тоа е таа закоравеност. Знаете како, ја го знам, ова и до тука доволно, не ми треба повеќе. Тоа е страф од учење, тоа е многу опасна работа. Многу опасна работа. Но Да на седите во канцеларија и не се мешате со никој, не сте излезли на конференција, не сте отишли да видите што има ново по светот, што се прави, како се прави. Сте застанале на ниво на дипломиран инженер, тоа е знаење. А сакаме да напредуваме. Па нема напредок без учење. Нема. Тоа треба на сите да ни јасно. Но на крајот на денот сепак треба некој да го исконтролира сето тоа и да го направи филтерот. Како што кажавте, мора да постои едно тело за регулирање на сето ова. Кога, како и можеби најважното во ова прашање е дали можеме да се воведеме во ред? Мораме, значи веќе мораме. Се надам дека ова што ни се случи, ова црнило кое не покри сите и не пеплоса сите, мора да не освести и да ни каже дека вака, ако продолжиме, ќе имаме само полошо и полошо. Мораме да почнеме со обуки. Нели, сите се воодушевуваме од кога ќе чуваме како во Јапонија, од деца мали, од градинки вежбаат, евакуација ова, она. И зошто тоа кај нас да не го направиме? Зошто од мали децата да не ги научиме дека да не сватат дека Како да се заштитат дека себе, при пожар или не е тоа опасен кажат? само огнот, високата температура, туку внатре во тој простор има отровни издувни гасови. За жал е како што чувме и од судска медицина, сите лица се починати од гушење, не од високата температура. Значи, тоа мора од мало дете да го знае и со себе да го носи цел живот и стално да се подсетува. Мораме децата во училиште да научиме да пливаат. Мораме да ги научиме да скијат, мораме да ги научиме да се снаоѓаат во различни средини. Полека, еве, имаме, се зборува вишок наставници и така натаму. Зошто да не ги ангажираме за такви обуки да се држат? 15 минути во текот на денот, во текот на неделата нека се 15 минути. Вежби да се направат, да свирнат сирените во просторијата и сите да знаат каде треба да се движи. Не да едниот оди налево, другиот надесно. Кој е патот за евакуација? Кој е патот Еден за навидум евакуација? обичен совет може да спаси многу животи. Професоре, Така. ви благодариме што одвоивте време ова утро. Бевте дел од емисијата Македонија на утро, зборувавме за безбедноста во нашите јавни објекти и во угостителските објекти, таму каде што циркулираат многу луѓе, таму каде што
е најопасно, далеку од тоа дека стамбените објекти не е опасно да се живее ако нема стандарди, затоа утре колегите ќе ја обработат оваа тема. Кристина и Ване, ви благодариме вам. Посакуваме убав ден и успешна професионална работа и понатаму. Благодарим.